Први нема да ги коментирам ставовите на опозицијата, за нивните ставови ќе ги прашате нив. Тие имаа во декември, во јануари, до средината на февруари изјави дека имаат 61 пратеник во собранието и дека реконструкцијата која што јас ќе ја поднесам нема да помине. Сите се уверивме дека таа реконструкција помина со зголемено парламентарно мнозинство, кое што сега е 65 пратеника. Што значи дека тоа што го кажува опозицијата нема никаква реална основа. Тоа е единствено одговор на промашените тези кои што ги има, токму кои што ги кажав, и немајќи сега што да кажат, велат дека сега има други пратеници, тоа не е точно. Второ, во однос на уставните измени, јас ќе го повторам тоа што сум го кажал и до сега. Уставните измени се обврска на секоја политичка партија, која што е за членување на нашата држава во Европската унија. Амандманите кои што се дел од преговарачката рамка и кои што се дел од одлуките кои треба да се донесат со 2/3 во собранието, се само една од одлуките кои се носат со 2/3 мнозинство. До зачленување во Европската унија на нас ни престои реформа на правосудниот, обвинителскиот систем, реформа на јавната администрација, реформа на децентрализацијата, и тоа се одлуки кои што се носат со 2/3. Затоа овој процес не може да биде процес на уцени, не може да биде процес на дневна политика, туку напротив, овој процес треба да биде процес на широк општествен и политички консензус кој нема да биде предмет на дневни пресконференции. Такви примери сме имали и во други држави, во Хрватска, во Словенија, например, кои што исто така носеле тешки одлуки при зачленувањето и до зачленувањето во Европската унија. Но доколку и нив ги прашате, тогаш и тие ќе ви кажат дека тие прашања не биле дел од секојдневната политичка дискусија која што се водела во нивното општество, туку напротив, тоа било нешто што државите го направиле и станале земји членки на Европската унија. Кој е бенефитот од зачленување во Европската унија? Вие добро се сеќавате на тоа каде беа Романија, Полска, Чешка, Словачка, за кои што ние бевме во времето кога тие беа дел, па и Бугарија, во време кога тие беа дел од Варшавскиот договор, ние за нив бевме неколкократно повеќе развиена земја како дел од Југославија. Заради зачленувањето во Европската унија и единствено заради тоа, нивните стандарди пораснаа, се отворија поголем број на компании. Секоја компанија која што е регистрирана во земја членка на Европска унија е дел од заедничкиот пазар од пола милијарда купувачи и затоа тие економии пораснаа толку многу што наши граѓани сега, кои што сакаат да работат во Европска унија, дури работат и во голем број и во Чешка, и во Словачка, и во други држави. Нашите граѓани заслужуваат да работат и сакаат да работат во Европска унија. Меѓутоа во Европска унија тука дома, а не да работат во земја на Европска унија која што е некаде во туѓина. И затоа одлуката и одлуките кои што следуваат за зачленување во Европската унија треба да бидат обврска на секоја политичка партија која што е за зачленување во Европската унија. Не постои декларативна поддршка без реална поддршка. Она што го имаме кај опозицијата е единствено декларативна поддршка. Сетите се на зачленувањето во НАТО. Тие не поддржаа ниту една одлука за зачленување во НАТО. Не поддржаа ниту една до сега одлука за зачленување во Европската унија. Најеклактантен пример е гласањето на договорот Фронтекс. Договорот Фронтекс е прв договор во кој што нашиот јазик стои заедно со сите 24 јазици на Европската унија, потпишан од сите земји членки на Европската унија и од Северна Македонија. Ни тоа не влегува да го гласаат за да го ратификуваат во собранието. Затоа треба да седнат, да размислат и она што декларативно го кажуваат, да го покажат реално. Јас верувам дека во нашата опозиција има пратеници, има политички структури, има политички личности кои сакаат да ја видат оваа држава во Европската унија. И уште нешто, кога зборуваме за опозицијата, таму треба и многу јасно да се постави прашање кој каков став има. Бидејќи јас се повеќе гледам дека еден став има актуелниот претседател на ВМРО ДПМН, а друг став има бившиот претседател на ВМРО ДПМН, така да ќе треба да се видат и ставовите во однос на финалниот став на таа политичка партија.